Ви благодарам, председателе. Почитувам колега Зендели, ви благодарам и од моје име на вашето излагање. Со задоволство го изслушав целото, очигледно дека е посветено многу внимание и напор. Имавте убави поенти, доволно добро и детално опфатена состојба во Македонија. Во најголем дел и јас ја делам вашата загриженост и од статистиките, и од оценките на релевантните институции кои што ги наведовте, и од самите состојби во кои што се случува. Она што не е проблемот, што нема кој да ве чуе. Нема кој да ве чуе. Ние имаме плодна дискусија веќе период, поголем дел од денот, немаше ниту една реплика од власта. И нема што да кажат. Ова е закон во кој што треба да се определат ризиците. Ова е закон во кој што ќе се формира тело што ќе треба да ја затврси финансиска стабилност, да ги дефинира што е финансиска криза, како се постапува во истото. А ако влеземе внатре во законот, подетално се чита, сите фактори, сите ризици ќе ослика само еден краток опис на оваа влада што води Македонија. Такви ни се состојбите. Рековте загрижено за пазарот на трудот, за инфлацијата, која што секојдневно расте, 10,2% веќе. Цените се неконтролирани во малопродажбата. Реакциите од граѓаните се секојдневни. Веќе имаме реакции од Сдруженијата на потрошувачите. Имаме трула правна држава. Имаме судски систем во кој што повеќе од половина од судовите се неажурни. Имаме суди во кои што најголемиот дел од нив веќе имаат нека преставка каде што се бара одговорност за нивните лоши одлуки. Имаме корупција, имаме во континуитет избори за генерални секретари кои што се понатаму се наоѓаат на криминалните листи. И тоа мора некако да прекине. Имаме алчност на владата, имаме непродуктивни трошоци од 100 милиони евра, верували или нешто ги кажа актуелниот премиер. Буџет со 100 милиони непродуктивни трошоци. Пред само 2 месеци говоревме и не уверуваа дека ние измислуваме, дека нема непродуктивни трошоци. И во сте, господин Зендели, и повеќе од 100 милиони евра се тие. Бидејќи имаме власт која што не се грижи за народните пари. Бидејќи имаме власт која што се грижи за задоволување само на бизнис интересите на владеачките партии. Ништо повеќе. Затоа и немаме реплики од владеачкото мнозинство. Затоа. Ви благодарам. Контрареплика Фадил Зендели.